Слово за живот за октомври 2016 година. Прости му ја навредата на ближниот твој и тогаш, откако се помолиш, гревовите твои простени ќе бидат. Од книгата Сирахова, 28 глава, 2 стих. Во општество исполнато со насилство, како ова во кое живееме денес, тешко е соочувањето со темата на проштавањето. Како да му се прости на оној кој растурил семејство, на оној кој направил тешки кривични дела или едноставно кажано, грубо лично не навредил, уништувајќи ни ја кариерата, изигрувајќи ја нашата доверба. Првата наша спонтана реакција е одмаздата, враќање на злото со зло, при што се создава спирала на омразата и насилството, која подоцна се шири во општеството. Друга реакција е прекинување на секоја врска, негување на омраза и пркос, чувства што ги загорчуваат и ги трујат односите. Словото Божјо, решително соочено со различни судири, нуди недвосмислено најтешко и најхрабро решение – проштавањето. Овој пат повикот ни доаѓа од древниот израелски мудрец Бен Сир. Тој напоменува дека е бесмислено од Бога да бара прошка оној кој самиот не умее да прости. Кому Бог му ги проштава гревовите? Читаме во древниот текст на еврејското предание. На оној кој и самиот знае да прости. Истото го учеше Исус во молитвата која му ја упатуваме на Отецот. Оче, прости ни ги гревовите наши, како што и ние им ги проштеваме на грешниците наши. Исто така, грешиме и секогаш кога би сакале да примеме прошка. Се молиме и се надеваме дека ќе ни се даде можност да почнеме одново, дека другите имаат се уште доверба во нас. Ако тоа важи за нас, не важи ли тоа и за другите? Зарем не мора да ги љубиме ближните како самите себе? Во нашето сваќање на Словото за живот, ние и натаму се инспирираме од она што ни го остави Кјара Лубик. Таа вака го коментира повикот за простување. Тоа не е заборавање, што често значи несакање да се гледа вистината в лице. Простувањето не е слабост, односно, тоа не е гледање на неправдата од страв од појакиот што ја направил. Простувањето не значи да се тврди дека не е можно она што е лошо или дека е добро она што е зло. Простувањето не е рамнодушност. Простувањето е чин на волја и на разум, и заради тоа е чин на слобода, а се состои во прифаќањето на братот онаков каков што е тој, иако тој ни нанел болка, како што Бог не прифаќа нас, грешниците, без оглед на нашите недостатоци. Простувањето се состои во тоа на навредата да не одговараме со навреда, туку да го правиме она што го вели Павле. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Да се прости, значи да се отвори можност за нов однос со оној кој те повредил. Заради тоа, дај си себе, но и нему, можност за нов живот. И на тој начин создади иднина во која злото нема да има последен збор. Словото за живот ќе ни помогне да се спротиставиме на искушанието да одговориме со иста мера, да возвратиме за претрпеното зло. Ќе ни помогне да го видиме непријателот со нови очи, во него да препознаеме брат, понекогаш непримерен, но на кој нечија љубов треба да му помогне тој да се промени. Ќе биде тоа наша одмазда на љубовта. Ќе кажеш, па тоа е тешко. Продолжува Кјара во својот коментар. Се разбира, но во тоа е убавината на христијанството.
Zarem nisi sledbenik na Boga koji umirajki na krstot od Otec odbaral pruška za onije koji go pridale na smrt? Hrabro, započni da živeš. Ti garantiram mir kakov štušte nisi doživel, kako i radost koja dosega ti bila nepoznata. Tekst na Fabio Ciardi. Go slušavte Slovo za život za oktobri 2016 godina.